Се враќаме во студиото, тука сме со министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи. Господин Османи, добре дојдовте во студио 10 на телевизија 24. За почеток од оние дневни актуелни случувања, опозицијата веќе во низа ве обвинува вас и вашето министерство дека вработувате лица кои не се соодветни за таа институција, како што тие велат, или се вработуваат со непотизам, преку врски, онака народски кажано. Вчера излегува со обвинување на сопругата на пратеникот на СДСМ Мартин Костовски дека е вработена во вашето министерство и велат затоа што незиниот сопруг е пратеник на владеачката партија. Видете, секогаш било така за вработувањето. Во Министерството за надворешни работи годишно се вработуваат по 20-тина нови, бидејќи 20-тина се пензионираат. И секогаш на еден конкурс, еден ќе се вработи, 9 нема да се вработат. И тука се јавуваат лични незадоволства, па јавувања по медиуми и така натаму. Нема ништо незаконито во вработувањето. Во Министерството има недостаток на кадар и ние сме во потрага по млади дипломати кои што сакаат да се посветат во оваа тешка професија. Луѓето мислат дека работата во дипломатијата е некаков луксус, меѓутоа реално тоа не е така. Тоа се ниски плати кои што почнуваат од минимална плата 18.000 до некаде 30.000 денари, а тие се, како кажуваат самите дипломати, тоа се современи номади, кои што цел живот се посветени на професијата, минувајќи во различни места низ светот, а многу треба години за да се постигне некаков напредок во кариерата. Така да, еве за конкретниот случај, баш за конкретниот случај ќе кажам затоа што ми е познат. Господјата ја запознав во Варшава, во Варшавскиот безбедносен форум, каде што беше дел од настанот и ми остави впечаток дека е од Македонија, каде што беше на постдипломски студии за меѓународна политика и јас си понудив, без да знам чија сопруга е, од каде е, како е, да се комуницира со мојот кабинет за да видат можности да биде ангажирана во Министерството за надворешни работи, затоа што ние бараме луѓе, млади луѓе, кои што се школувани напред, кои што се школуваат надвор, а сакаат да се посветат на дипломатијата. И тоа почнувајќи од најпочетни позиции. Ова господја е превземена од Куманово, општина Куманово, на многу пониска позиција административна отколку што е во Куманово, на пониска плата отколку што е била во Куманово. Што значи нас ни требаат луѓе кои што се посветени и сакаат да се ангажираат во дипломатијата, а ги имаат квалификациите. Добро, но како сопруга на Мартин Костовски, веднаш опозицијата обвинува, но еве се раги сомнеш дека можеби има некакви врски, сигурно, но еве ви кажувам за предпоставам дека има многу такви. Ви кажувам за конкретниот случај, верувајте, се разбира, јавноста има право да верува или не, дека кога сум понудил само заради тоа што на постдипломски студии во Варшава на тема која што ни е важна нас во Министерството за надворешни работи, јас сум немал информации од кој град, чија сопруга и така натаму. Да. Така да, тоа е единствен случај, меѓутоа еве најодговорно тврдам дека нема никакво влијание со трговија со влијание како што се нарекува, туку напротив превземање на човек кој што студира меѓународна политика од општина каде што навистина не може да се посвети на темата за која што е квалификувана. И мислам дека и Министерството се уште сега имаме оглас за 16 нови вработувања, имаме потреба од над 50 млади дипломати, затоа што дипломатијата старее, а тоа не е привилегирана позиција. Да се вработите во МНР на почетна позиција, навистина бара посветеност и желба да инвестирате во кариера која што не враќа толку брзо и не враќа многу. Туку треба да ја сакате таа професија, да се посветите, за да на 20 години станете советник, 20 години кариера, станете советник или министер советник. И затоа во МНР нема таков притисок за да се вработат луѓето, бидејќи прво критериумите се тешки, треба безбедносен сертификат, треба познавање на јазици и многу е долг патот за напредување во кариера. И затоа имаме таков недостаток на дипломати. Ова што го прави опозицијата е во недостаток на теми. Затоа што наистина не можат нешто друго да најдат во работата на МНР, па одат на индивидуални случаи, шиканирајќи луѓе со име, презиме, со слики и така натаму. Најодговорно тврдам дека све е законито
дека тоа се почетни позиции со ниски плати и Министерството е отворено за сите што сакаат да се посветат на една таква тешка професија. Да, но случајот со Бесмира Ејупи е сепак контроверзен, без разлика што опозицијата обвинува за него, бидејќи за дотичната госпогица, ми се чини, имаше и претходни обвинувања дека од низа владени и јавни институции земала доста пари, околу 12.000 евра, за тоа е отворена и постапка. Потоа имаше она една вест која владата ја демантираше, но сепак остана да лебди дека била предложена за конзул на тајна владина седница. Па еве, излезе дека е шпекулација, дека нема да... Добро, но некако сите тие работи и на крај повторно во МНР е вработена, каде што има некои индикации дека еден ден може да стане дипломат. Секој што сака да се посвети, да се вработи во МНР, има во моментот 16 отворени позиции. И толку дале финансии и согласности, значи имам потреба за повеќе од 50. Значи не е тоа привилегирана позиција. Не се вработувањето во МНР не значи високи плати. Тоа се плати нешто повисоки од минималната плата. Тоа се, значи секој млад човек кој што ги има квалификациите, има безбедносен сертификат, знае јазици, сака да се посвети на дипломатијата. Еве ги повикувам да се вработат во МНР, да се посветат на дипломатијата. Добро, господјата... Ние не сме обвинителство да ги следиме луѓето што направиле во кариерата, ниту имаме намера тоа да го направиме. Дадов објаснување за случајот, преземена е од Министерството за политички систем, од таму се превземени годинова 12 преку К5 систематизацијата, не се сите К5, најголемиот дел се од К5 и тоа е нормален процес на вработување во државата. Се додека нема забрана за некого да се вработи, мислам дека јавно шиканирање на луѓе заради било каква припадност, мислам дека е несоодветно. Добро, господјата Коставска и самата ја објави својата диплома, дека дипломирала дипломатија, како што велите, била на постдипломски со висок просек, со 9,5. Но госпогицата Ејупи има ли она квалификации? Велите за сите квалифицирани. Значи, она квалифицирана? Сите мора да поминат низ соодветна процедура. Да имаат безбедносен сертификат, господјата имала државна тајна сертификат. Тоа е највисока категорија на безбедносен сертификат, познавање на јазици, соодветно образование, на позиција соработник во протокол. Ви кажам, тоа се почетни позиции во МНР. Нема ништо спорно затоа што тоа не се некакви политички позиционирања, тоа не се привилегирани позиционирања. Туку почетнички позиции во кои што секој државјанин на Република Северна Македонија, кој што сака да работи во дипломатијата, кој што уште еднаш ќе кажам, не е професија по која што сите трчаат да бидат дел од нејзе. Луѓе кои што сака да се посветат, да живеат номадски живот, во кој што нема да знаат утре каде ќе бидат и каде ќе служат. Не случајно имаме недостаток на кадар, еве ги повикувам луѓето, младите кои што сакаат да се посветат и ги имаат квалификациите да се ангажираат. Господин Османи, овие ваши објаснувања се слични, како што секогаш ги имаме објаснувањата кои се даваат низ годините кога има некакви контроверзни случаи, обвинувања, секогаш. Што е контроверзно? Може ли некој да ми каже што? Па ви кажав за господината Ејупи дека има веќе истрага за неа дека од низа институции била земала пари, сега дошла и во вашите институции. Ние не сме обвинителство за да ги провериме луѓето. Секој што ги исполнува критериумите, може да влезе во МНР ако ги исполни критериумите. Другите органи ги следат другите работи. Јас кажав јавно дека има едно прашање во овој случај кој што може да биде предмет на интерес на јавноста, дали е ова начин за бајпасирање за праќање на испраќање конзул. Иако и тоа е легитимно и легално, кажав јавно на пресконференција додека јас сум министер, нема да биде конзул на Република Северна Македонија, за да биде јасно дека нема таква намера во оваа превземање, туку напротив, секој што навистина сака да се посвети на дипломатијата, а ги исполнува условите, вратата на МНР е отворена. И тоа не се привилегирани позиции, уште еднаш ќе кажам, туку напротив, многу бараат многу работа, многу истрајност, многу долг е патот за да ви се врати во животот, доколку намерата ви е на краток пат да нешто придобиете. Добро, но знаете, сега за
не сакам веќе премногу време да губиме на госпогицата Ејупи, како што вие велите сега, не сакам ни некого да шиканираме, но сепак незиниот случај излезе во јавност. Чудно е како може она да биде од толку млади луѓе во земјава, толку способна, значи да дава совети, да биде во јавни одбори, на толку разни институции. Ќе ги прашате од ВМРО ДПМН. Како тоа нивни градоначалник ја вработи пред неколку месеци во општина Петровец? Што толку квалитет за да баш градоначалник на ВМРО? Да, прашање е легитимно, да. Да. Така да за сите. Затоа тоа не е прашање за мене. Во МНР се вработуваат во еден законит процес на позиции за кои што се квалификувани, тоа се почетни позиции во кои што е секој еден млад дипломиран, кој што знае јазици, кој што може да обезбеди сертификат, кој што сака да се посвети на една тешка професија, може да дојде во МНР. Да, добро. Како би ја коментирале тогаш изјавата на американската амбасадорка, која беше прилично отворена, прилично директна и доаѓа во време кога и американскиот Конгрес го донесе тој закон за демократија и просперитет на Западен Балкан, каде што се вели дека особено ќе биде ставен акцент врз борбата против корупција. И амбасадорката Кейт Мери Бърнс кажа нешто што мислам дека нема начин како поинаку да се толкува, освен онака како што го кажа. Вели, во Македонија недостига одговорност и транспарентност. Има и непотизам, корупција и институционална неефикасност. Значи, прилично остра критика од еден од такво високо ниво на амбасадор, до сега мислам дека одамна немало. Може би имаше во времето. Јас и се согласам, тоа е точно. Тоа е општа дијагноза на сите млади демократи и нови демократи, посебно во нашиот регион. Сега, тоа зависи и од која перспектива ќе ја ставите лекјата кога ја анализирате државата. Јас се обидувам од еден стратешки аспект, ако гледате, Република Северна Македонија е успешна приказна. Земја во тежок регион, во тешко соседство, со тешка композиција внатрешна, успеа да стане една функционална, мултиетничка демократија со средени односи со соседите, членка на НАТО, која што преговара за Европската Унија и во една релативно витална, либерална демократија и здрави институции. Со сите слабости што ги имаат младите демократи, посебно во еден тежок регион, како што е нашиот регион. Така да, точна е и мојата констатација дека ние сме успешна приказна, како држава која што за 30 години со сите предизвици денеска е во овој стадиум, но точна е и констатацијата на амбасадорката дека ги имаме сите можни слабости на кои што треба да се посветиме. За среќа, тешките теми кои што ни консумираат толку многу енергија за да се посветиме на овие внатрешни теми на развој на демократијата, ги оставивме позади нас. Сега нема никаков аргумент на било која влада, на било кој премиер, на било кој министер да каже да, но не можевме заради тоа што имавме други предизвици. До сега навистина имавме предизвици, екзистенцијални предизвици. И знаете, тоа е таа Манслова пирамида, кога се прашање екзистенцијални прашања, сите други потреби и инстинкти стануваат помалку важни, бидејќи треба да преживеете. Во овие 30 години државата имаше кризи на преживување. Мислам, со членството во НАТО, со почетокот на преговорите, ние прашањата на преживување на државата ги решивме. Сега е време на развој на демократијата, на фокус на прашања кои што го засегаат општеството, довербата на граѓаните и така натаму. И сега, навистина, треба да направиме точна дијагноза и да почнеме со сериозно соочување со сите предизвици кои што се бројни и во делот на корупцијата, и во делот на инертност на администрацијата, и во делот на политичкото влијание во многу процеси каде што не е местото на политиката. Сега веќе нема алиби за било кого. Тука треба, како што кажав, лекјата на јавноста, на новинарите, на граѓанското општество да се заостри и да се фокусира само на тие прашања кои што токму амбасадорката ги спомнува. Ова е такво ново поглавје во кое што влегува Северна Македонија. Поглавје на борба против корупција и на витализирање на демократијата. И зошто е
баш таков период и коинцидира токму со почетокот на преговорите. Значи период кога екзистенцијалните прашања ги оставаме позади нас, членство во НАТО, и во тој период коинцидира со почетокот на преговорите. Подобро не можевме ни да го планираме. Имаме сериозен EU мониторинг, имаме сериозни патокази кои што треба да ги исполниме и немаме други аргументи зашто да не се посветиме. Сега, кој не е ефикасен, треба да си оди дома, кој е ефикасен, треба поточно пропишани правила да си ја заврши работата за кој што се ангажира. Господин Османи, ми се чини дека и странските дипломати, високите представници и нивните влади, мислам дека константно ги слушаат овие ветувања за борба против демократија, не од вас, не од оваа влада, туку константно во овие 30 години. Претходно Кейт Мери Брнст исто го посочи она истражување за тоа колку граѓаните веруваат во суството, кога излега оние фрапантни бројки дека граѓаните воопшто не веруваат во суството, и се тоа во насока на ова што го зборува и на некој начин е поврзано со корупцијата. И сега ова што вие го кажувате, иако морам да кажам, не сте вие надлежен за борба против корупција во оваа влада, се има други, но сепак сега зборуваме за едни меѓународни констелации. Дали вие сега навестувате дека можеби нешто ќе се интензивира на тоа поле, дали нешто ќе се мрдне освен овие декларативни заложби кои цело време ги испраќаме? Видете, не сум надлежен во смисла не располагам со инструментите, но но сум надлежен во смисла, знаете, надворешната политика почнува од внатре. И вие тука треба да ги средите работите за да можете да имате било каков инструмент за да водите надворешна политика. Мислам дека не е се така црно и дека работите сепак имаат некаков тренд. Вие не заборавајте, пред неколку години ние не сме имале воопшто закон за јавни набавки, во кој што функционерите подпишувале договори на 4 очи како сакале и на начин на кој што сакале. Сега веќе прашањето е дали има одредени девијации во процесот на транспарентност во јавните набавки. Порано прашањата на вработувањата биле сосема надвор од интересот на јавноста, за да сега еве гледате 10 минути ни одзема од дебатата кој е човекот, зошто, за почетни позиции. Значи, сепак не треба да го потцениме развојот на општеството во тој дел. Значи, министер за надворешни работи, потрошивме 10 минути за најпочетните позиции во МНР, дали све е запазено. И тоа е веќе еден под друг степен на развој на општеството и на јавноста, кој што се разбира човечки е да го потцениме. Затоа што заборавиме каде сме биле пред само неколку години. Но, дали треба да сме само задоволни со ова што го имаме? Не, напротив, јас велам дека сега, со завршување, еве, јас ќе ги наречам екзистенцијалните предизвици на државата, нема подобра прилика за еден општествен консензус кој што може да се прави во рамките на процесот на преговори за адресирање на овие прашања. Корупција пред се, непотизам и не знам други предизвици во владењето на правото. Да, но се чини дека сето ова што го зборувате, тој напредок за кој што зборувате дека е постигнат со едно влечење од надвор, дека цело време нас не бутка. Таков впечаток постои, дека политичките елити во земјава, доколку нема таков притисок врз нив, дека не би нешто помрднале нешто во таква насока. Се согласувате ли со тоа? Да, и тоа ние треба така да го прифатиме. Не можеме ние сами. Имаше се, извинете, она славна изјава на поранешниот премиер Заев, нас не треба към шикар, во таа насока на некој начин. Не можеме ние сами. И не случајно е целиот тој обид и жртва да бидеме дел од НАТО и дел од Европската Унија. Не само за нас. Многу поголеми земји во светот покажаа дека не можат сами. И затоа се здружуваат во сојузи. Светот станува таков. Никој не може да биде само суфициентен, како да го наречам, да го кажам тоа. Значи, ние зависиме од тие односи со другите држави. Соединетите американски држави и Европската Унија биле клучни двигатели за да стигнеме денеска каде што сме. Нивната улога е апсолутно бесценета. И така ќе биде и во иднина. И ние воопшто не треба да гаиме илузии дека ние ќе станеме некогаш држава која што ќе можеме сами во сите процеси. Ниту воено, ниту политички,
ниту економски ќе можеме сами. И мора ментално да се развиеме во таа насока, дека ќе треба да се здружиме и затоа ни треба помирување, затоа не ни требаат конфликти со соседите. Не можеме ние без Бугарија, не можеме ние без Грција, не можеме без Албанија, без другите соседи. Светот е поинаков, подинамичен, тоа е едно глобално село во кое што ние мора да сме во една континуирана соработка за да може да се развиеме. Ние сме одлучиле дека Европската Унија е најдобриот формат во кој што ние можеме да се развиеме и затоа тежнееме кон тоа. Така да не е грев тоа што ни помагаат, тоа што не буткаат, тоа што некогаш не држат за рака за да не звија. Воопшто не е грев, туку напротив, тоа е привилегија и напротив, тоа е предност на една држава да има што повеќе пријатели кои што ќе ја буткаат напред, кои што ќе ја коригираат на својот пат. Сите си ги имаме своите предизвици, ние имаме економски предизвици, политички, геополитички, безбедносни, секакви предизвици, уште и да немаме пријатели кои што не држат за рака, не знам, но мислам дека воопшто не треба да тежнееме, бидејќи тоа погрешна перцепција дека ние треба да бидеме изолиран остров во кој што ќе бидеме зависни само од себе. Не сакаме тоа, напротив, сакаме меѓусебна зависност, соработка, напредок и тоа е најнормално. Да, кога зборуваме за соседите и за односите со Бугарија, се чини господине Османи дека преговарачката рамка, процесот на преговори, подпишаниот меѓувладен протокол, договорот со Бугарија, поврзаноста на договорот со Бугарија, протоколот и преговарачката рамка се уште различно се гледаат од Македонија и од Бугарија и тоа е прилично интересно. Вие безброј пати ја објаснувавте позицијата на Северна Македонија во таа насока. Интересно е што и европските представници на некој начин беа комплементарни со тој став, нивните изјави беа така слични, но сепак еве гледаме дека Бугарија инсистира на тоа. Вчера е најнова изјавата на потпредседателката на Бугарија, Илијана Јотова, која вели дека Македонија нема да напредува без внесувањето на бугарите во уставот, што тука нема, јасно е тука ситуацијата, но вели и историјата, и без напредок во историјата. Значи Бугарија останува да инсистира на тоа прашање. Бугарија е на 20 дена пред избори. И знаете и вие од искуство и граѓаните знаат дека во избори политичарите не треба да се сваќаат многу сериозно. Бидејќи пораките се кон нивниот електорат. Така да не знам, не ја знам таа изјава, но во овој период воопшто не коментирам бугарска политика додека не завршат изборите. Кога ќе завршат изборите ќе видиме кој ќе биде ставот на новата политичка влада која што ќе се формира таму ако се формира. Дали имаме проблем со јавното мнение? Да, имаме сериозен проблем и јас се обидувам тоа да го разглобам што се случува. Например, комуницирам со луѓе, гледам анкети, голем број од наши граѓани уште мислат дека ние навистина не сме ги почнале преговорите. Значи, тоа е, како да кажете, масава не е бела. Значи, буквално, нашиот почетокот на преговори е апсолутно идентичен со било кој почеток, на било која земја, која почнала преговори некојаш за Европската Унија. И тоа се факти, за нив тие не се интерпретираат, за нив нема расправа. Факт е дека ги почнавме преговорите, наредната недела, на 14 почнува скринингот за поглавието 20, за првиот кластер. Но фактот дека граѓаните не можеме да ги убедиме, не ги обвинувам граѓаните. Очигледно имало премногу проблеми претходно во стекнувањето на довербата во процесот на преговори, така да граѓаните и сега кога се почнати преговорите, голем дел од нив уште веруваат дека навистина не се почнати преговорите. И тука или е некоја наша вина во начинот на кој сме комуницирале со луѓето, или пропагандата била премногу активна во период кога ние сме биле ангажирани да ги надминеме проблемите, некој имал време да се занимава со пропаганда и да ги манипулира граѓаните, или па граѓаните премногу изгубиле доверба по пат, што мислам дека е и дел од вистината и многу тешко да ги убедиме дека почнавме. И велат, не сме почнале преговори, туку само скрининг.
Јас се обидувам метафорички да објаснам. Кога ќе градите куќа, најважниот дел од тој проект е да имате напишан детален проект. Тоа е скринингот. Доколку немате проект, вие можете да местите цигли, но тоа нема да излезе така како што вие сте замислиле. Значи, сите тие што изградиле некаков објект или куќа, знаат дека најсуштинскиот дел од тој проект е да ги дефинирате на хартија сите аспекти. Тоа е скринингот. Ние сме го почнале тој процес, за една година, некаде до ноември 2023, го завршуваме скринингот и експланаторниот и билатералниот, за да отвориме прв кластер, во кој што се поглавја 23 и 24, има еден услов, а тоа се уставните измени. Но тоа е веќе некаде понатаму во преговорите, не е почеток на преговорите. Почетокот на преговорите е 19 мај. И тука имаме проблем кој што... Добро, уставните измени се пред втората меѓувладина конференција. За да се одржи втората, мора да поминат уставните измени. Тоа е услов. Да, но тоа е некаде на... И тогаш почнува отварањето на кластерите. На кластерите... Со втората, да. Да. Но тоа е некаде во процесот веќе, во почнат процес. Процесот почнува, преговорите почнува со скринингот, бидејќи скринингот е најважен. Не се само поглавијата. Поглавијата е дзидањето на куќата. Скринингот е тоа што ќе ви ги утврди патоказите. Тоа што ќе ви ги утврди бенчмарковите, целите. Ако тие ви се погрешни, вас целиот процес ќе ви биде погрешен. Целата куќа ќе ви биде крива. И затоа подценувањето на скринингот, јас мислам дека оваа година е најважниот дел од целиот преговарачки процес. Ако ние успееме да дефинираме со Европската Унија, да ги дефинира врз основа на добрата комуникација и податоци што ќе ги дадеме и ќе ги добиеме, патокази кои што се соодветни, многу полесно ќе оди понатаму процесот на отварање и затварање на поглавја. Значи, тоа е првата тема. И втората тема, што исто така имаме проблем во комуникацијата со јавноста, дали историските прашања се услови за отварање и затварање на преговорите. И бидејќи темата е таква, да лесно може да се интерпретира, бугарските политичари го интерпретираат како што им одговара, нашите политичари го интерпретираат како што им одговара. Вистината е една и таа не може поинаку да се интерпретира. Историските прашања не се дел од патоказите и од условите од кои што зависи отварање и затварање на поглавја. Се влезени во општиот дел, како што и биле секогаш. Значи, во сите претходни варијанти на рамка, германско, португалско, комисиско, билатералните прашања биле секогаш услов. Уште од 2003 од Солунот од самитот во Солун е утврдено дека билатералните прашања се есенцијален елемент на прогресот на земјите од Западен Балкан за Европската Унија. И тоа не само за нас, за Албанија, за Србија, за Црна Гора, за Хрватска тогаш, за сите земји. Значи, во тој општ впечаток, дали земјата добро комуницира со соседите, дали има добрососедски односи, се создава еден генерален впечаток, но не е во мерењето, бидејќи преговарачкиот процес е мерење. Дали сте исполнили критериум А, критериум Б, критериум С за да се развиете. Во тие мерења ги нема историските прашања. Ги има само во делот на општиот впечаток на односи со Република Бугарија, како што е и со односи со Република Грција и со другите држави, и нема тука ништо спорно. Значи, овие се двете вистини кои што не може да бидат предмет на интерпретирање, за кои што ќе ни треба изгледа многу работа за да стигнеме до секој дом, до секој граѓанин, да им објасниме дека вистината е тоа. Преговорите се почнати, јазикот е чист и апсолутно не можеше сами ние да формулиравме решение за јазикот, подобро не можевме да го обезбедиме, и дека историските прашања не се бенчмаркови, не се предуслови. Се разбира, тешка е темата и ќе треба изгледа многу работа. Знаете, некогаш, да, како што вие велите, некогаш има и погрешна информација, има и пропаганда, има и забуни, но има и нешто што граѓаните се навистина изгорени тука, особено после Преспанскиот договор. Тоа е последен пример каде што држава навистина, значи, излезе на некој начин
па не знам да употребам тежок збор, измамена од Европската Унија, тоа го кажа и некои и домашни политичари, како кој сака некој го толкува, но во основа еве на историјата и оној извештај што го даде самото бугарско министерство за надворешни работи интерен нивен, каде што тие велат имплементација на договорот за добрососедство и протоколот од член 12 не представуваат формален критериум за отварање и затворање на поглавијата од преговорите. Не е предвидена улога на Советот на Европската Унија во оценката дали РСМ го спроведува билатералниот протокол, а оваа оценка е препуштена на Европската комисија. Тој извештај подготвен од самото нивно министерство, но сепак тие продолжуваат со изјавите. Знаете сега што е тука на некој начин стравот, бојазноста, бидејќи и во минатото Бугарија кога велеше ќе блокираме, тука имаше некои што не убедуваа, па и поранешниот премиер Заев дека тоа нема да се случи, дека ќе успеат. И на крај Бугарија го оствари тоа што се закануваше. И вие самиот кажувавте во минатото дека Бугарија може да не блокира спротивно на овие правила, да најде некаков бекдор, да не блокира за нешто друго, со изговор дека може сепак тоа да го направи, а гледаме дека нивните политичари упорно го повторуваат тоа. Значи, сепак таа бојазност останува. Да не забораваме, 80% од бугарската јавност беше против подигање на ветото. Значи и они имаат јавност. И они се политичари кои што треба да излезат на избори и да им се обратат на таа јавност. Но луѓето забораваме дека најголемото постигнување на францускиот предлог беше анулирање на бугарската декларација, на декларацијата на бугарскиот парламент и рамковната позиција на владата. Знаете, таа рамковна позиција на владата и декларацијата на парламентот, кои што беа усвоени со консензус и кои што ги бетонираше бугарските позиции, беше толку анахрона, толку дури провокативна. Таму што се тврдеше? Беше со консензус, со апсолутен консензус во бугарскиот парламент беше усвоено дека не може да има македонски јазик во рамката. Дека треба да има поглавје 35 во кој што историските прашања ќе биде тоа А, Б, Ц за отварање и затварање на поглавјата. И тоа беше цврста позиција од која што не можеше да мрда ниту една влада. Петков имаше најдобра можна волја. Беше ограничен заради тоа што имаше декларација на парламентот која што беше усвоена со консензус. И што требаше прво да се направи? Во услови на политичка криза, во услови на избори кои што доаѓа, да успеете да има мнозинство во бугарскиот парламент, во кој што и Борисов, партијата на Борисов и партијата на Петков, најголемите противници, ќе гласаат за едно решение во кој што ќе падне ограничувањето за дигањето на ветото, беше од многу, дури познавачи меѓународни, дека е невозможно. Големи познавачи овде во Скопје, надвор, кажуваа дека не може да се постигне во ваква поларизација во Бугарија услови да падне декларацијата. Се успеа преку добра меѓународна координација, преку добра политика успеавме да го падне, да го рушиме, да ја рушиме рамката и да ја рушиме декларацијата која што ги ставаше бугарските позиции против јазикот и против и историските прашања да станат бенчмарк. И тоа ние го подценуваме, гледајќи што кажува еден локален политичар кој што на кој што целта му е само власт, а не државни прашања. Затоа сметам дека можеби е пресвежо за да го апсорбираме целиот контекст на тоа што се случи пред летото. Историјата ќе покаже, времето ќе покаже дека тоа беше правилна одлука во правилен момент за да и се заштитат важни интереси за граѓаните, за државата и да се раздвижи процесот во клучни геополитички моменти. Така да тоа е реалноста. Дали имаме сериозен проблем со перцепцијата на јавноста? Еве кажувам, имаме сериозен проблем. Дали се за тоа виновни граѓаните? Не се виновни граѓаните. Очигледно се премногу во тој процес изгубиле доверба, за да сега кога им кажуваме дека почнате процесот, нема историски прашања, јазикот е чист, не може да веруваат затоа што премногу претходно биле еве да кажам, можеби излажани. Но наша должност е да бидеме упорни
и да ги убедиме граѓаните со фактите дека ова е вистината, дека немаме подобра алтернатива освен држава мултиетничка, функционална, безбедна, во хармонија, економски развиена, во добри односи со соседите. Тоа треба да го имаме ние како цел и полека плочка по плочка го Да, добро, еве ќе заврши здравје скринингот, ќе дојдеме до тој момент, па ќе видиме тогаш како ќе се одвива тој процес во однос на бугарските барања за историја, а во однос на оној услов кој е формален, тоа е внесувањето на бугарите во уставот, се чини дека во сегашната констелација со оглед на одбивањето на ВМРО-ДПМН и со нивните цврсти ставови, како што велат, дека нема никакви шанси да го сменат својот став, дека тоа сега за сега е невозможна мисија. Јас знам дека има време до тогаш, дека можеби ќе се сменат работи, можеби ќе се смени нова влада, не знаеме, но без разлика треба да се размислува на тој момент. Значи, како ќе дојдеме ние, како ќе ги ставиме бугарите во уставот доколку немаме тука консензус во земја? Видете, јас имам една поинаков впечаток од целиот овој процес. Од идејата за референдум, прашањето на референдум, уставните измени, дека опозицијата свесно или несвесно направи една голема услуга на процесот. А тоа е ја раздвои дебатата помеѓу уставните измени и договорот со Бугарија. Бидејќи во договорот со Бугарија не се предвидени уставните измени. Значи немаат врска едно со друго. Уставните измени не се поврзани на било каков начин. Тоа е барање кое произлезе подоцна во процесот. Да, тоа не е дел од обврските на договорот. И фактот што не се оспорува, ако ги гледате изјавите на опозицијата, првата изјава беше ако е тоа последно барање на Бугарија, во ред согласни сме за уставните измени. После беше ние не сме против внесување на бугари, црногорци и хрвати, туку сме против уценувањето. Што значи дека они, затоа велам, свесно или подсвесно го дефинираа процесот како неризичен за државата. Значи, уставните измени немаат никаков ризик за државата. Напротив, јас сум лично убеден дека е тоа во интерес на државата и затоа сме прифатиле таков пристап, затоа што е за прв пат институционално во највисокиот државен акт формализирање на односот историски помеѓу бугарскиот, македонскиот мнозински народ и бугарскиот малцински народ. Бидејќи ја знаете дебатата до пред една година беше поинаква. Никој не зборуваше за уставни измени, никој не зборуваше за бугарско малцинство. Зборуваа за историски корени, за еден народ, две држави и така натаму. Јас, ако сметам дека нешто успеавме во тие преговори, е да го направиме тој голем шифт на темата од историја во човечки права, во човекови права. И тоа успеавме на еден мудар начин да ги убедиме и меѓународната заедница и Република Бугарија дека анахрона е дебатата за тоа кој како се чувствува и кој што бил, можеме да разговараме и тоа е цивилизацијска придобивка и европски стандард да зборуваме за човекови права, доколку има граѓани од таа етничка заедница кои што не ги уживаат сите права како што ги уживаат другите граѓани и ние сме познати по тоа дека ги уважуваме политичките колективните права. И затоа велам, тука е многу важно дека и опозицијата, позицијата веќе се знае, се согласува дека нема ништо спорно во уставните измени. Ајде да го завршиме тој процес, додека прашањето на референдумот што они го покренуваат е прашање за договорот. Тоа е башка тема. Таа тема може да се разговара, да се развие, да видиме зошто е тоа спорно, што е тоа спорно. Меѓутоа, мислам дека овој декаплинг на уставните измени и договорот со Бугарија е важно прашање. Сега се разбира, кога реков имаме проблем со јавното мислење, тоа влијае и на одлуката на пратеници на ВМРО-ДПМН, на партијата во, иако, еве, ќе кажам, јас имам разговарано со дел од нив, и они се убедени дека нема ништо штетно од уставните измени, дека напротив, дури едни од нив ми кажа ова требало многу одамна да се направи, ке ги немавме овие проблеми кои што сега излегуваат на површина. Пратеници на ВМРО, да, требало и порано, затоа што до сега, ако било, еве, уште 2001 да биле внесени бугарите, ќе било сосема оваа тема надвор од дискусија, историја и така, идентитет и така натаму. Така да, треба време за објаснување. Прво, мора да ги адресираме овие два големи проблема. А тоа е неверувањето на луѓето дека сме ги почнале преговорите и дали
И веќе за јазикот мислам дека се убедени сите, бидејќи навистина не може да најдете што е спорно во делот на јазикот, но еве за историските прашања имаат право граѓаните да не веруваат, наша обврска е да ги убедиме дека тоа не е така. Се разбира, бугарската политика за нивна јавност може да има едно поширока интерпретација, еве и вие сами прочитавте. Не можат они во никакви формални документи да кажат поинаку. Меѓутоа на митинзи, и јас да сум политичар ќе кажам нешто што сака да слуша јавноста. Но гледам има премногу влијание овде. Добро, Тоа се говори кои што се наменети за нивните граѓани. Мислам дека ние тука треба да веруваме на нашите институции и да веруваме на тоа што го тврдат документи. На уставните измени, сепак кога ќе дойде време, тука ќе мора некој да гласа за нив, како што кажавме. Ова што сега го кажавте, интересно дека сте разговарали со пратеници на ВМРО-ДПМН, интересно, бидејќи слична изјава во тој контекст сега да речеме даде и вице-премиерот господинот Артан Груби, кога рече дека е разговарано со пратеници на ВМРО-ДПМН, дека тие на некој начин почнуваат да ја прифаќаат идејата, но потоа дојде еден остар демант од ВМРО-ДПМН, тие ја употребија фраза, да цитирам, дека Артан Груби лаже, дека е тоа така. Значи, имаме прилично тврда позиција и сега и најавуваат и референдум. Вие кажавте дека може да се дебатира, но што е со таа иницијатива за референдум? Мислите ли дека треба да се подржи, па граѓаните да се изјаснат? Мислам дека е штетна и они сами знаат дека е штетна. Прво, еднонационални референдуми за важни стратешки прашања на државата се апсолутно стратешки ризични. Бидејќи успеавме да изградиме консензус по однос на стратешките ориентации на државата, успеавме да создадеме механизми за спречување на мајоризација и така натаму. И овој обид да се минираат столбовите на Евроатлантска Македонија, бидејќи реално Евроатлантска Македонија е столче, триподно столче со три ногалки. Преспански договор, договор со Бугарија, Охридски рамковен договор. Ви текнуваат фразите патот до НАТО е преку Охрид, преку Преспа, преку договорот со Бугарија. Тоа се трите стратешки договори кои што овозможија евроатлантска интеграција на земјата и они знаат дека тие не можат да ги загрозат. Трите договора. Затоа што трите договора се меѓународно гарантирани. И тие не зависат само од волјата на опозицијата. Но инсталирањето на таков тренд на еднонационални референдуми е ризично. За било кое прашање, стратешко за државата, ако треба да има некаква иницијатива за референдум, треба најмалку да биде од различни етнички заедници. Бидејќи тоа веќе отвара Пандорина кутија на такви еднонационални решенија и тоа не е добро за државата која што ја градиме. И знаат ВМРО-ДПМН дека многу слојни се последиците од една таква иницијатива. И по однос на договорот со Бугарија, кој што реков е еден од столбовите на Евроатлантска Македонија. И по однос на меѓуетничките односи, бидејќи ако почне еден таков степен на мајоризација, можете да претпоставите каков би бил одговор. И затоа они ги знаат ризиците, бидејќи не се од вчера во политиката, но калкулираат дека ќе им донесе краткорочен политички бенефит самиот процес. Не исходот, бидејќи знаат дека исходот не може да биде, ниту може да даде резултат, меѓутоа процесот може да им донесе политички резултати, бидејќи тоа ќе им создаде платформа за комуникација со јавност, за граѓаните да не почнат да размислуваат кој има подобра понуда, туку на емоции да ги фатат граѓаните за да ја донесат одлуката, а не на рационално размислување за да кажат чекајте, ова што се случува во град Скопје, ајде да го споредиме со начинот на кој што функционира владата. И тогаш тоа се објективни проценки на кои граѓаните ќе дадат доверба, бидејќи реков влеговме во едно ново поглавје на ефикасност, на транспарентност, на accountability, на отчетност и така натаму. И за да не прават граѓаните таква компарација, како ги менаџираат општините, со тоа како менаџира владата, ајде да им оставиме една обланда на емоции
а тоа е договорот со Бугарија, и тука ќе ги ловиме на матно гласовите преку таа перспектива, за да не може да направат граѓаните рационална анализа. Тоа е единствена причина. Зошто? Но последиците се страшни. Последиците од отварање на такви теми кои што мислевме дека ги затворивме во државата е премногу калкуланство. Океј, јас сум политичар, некогаш размислувам како да стигнам до гласовите на граѓаните. Се нели легитимно е во таа борба. И они почнуваат да размислуваат како да дојдат на власт. Но не по секоја цена. Мора да има одредени линии. Не затоа што седнавме, ни текна една креативна идеја како ќе ги добиеме изборите, еве референдум. Ама треба некој да каже таму разумен, чекајте луѓе, што правите? Како ќе го поништиме договорот со Бугарија? Како тоа ќе правиме еднонационални референдуми? Што ни е целта? Каде ја тераме државата? Значи, мора еден разумен човек да има на таа маса кој што ќе каже полека, има партиски калкулации, има партиски интереси, ама мора да има разум. Сепак сме партија која претендираме да ја водиме државата. Затоа нема да успее таква иницијатива, меѓутоа жално е што ова рефлектира незрелост на важна политичка партија. Да, добро, немаме уште многу време до крај, уште неколку само прашања. Едното е за војната во Украина. Гледаме што се случува, каква огромна криза предизвикува на континентот во целиот свет, значи со енергијата, со снабдувањето со храна и така натаму, со економиите. Македонија даде значителна војна помош на Украина, директна војна помош. Веднаш дојде обвинување тука во земјава дека на таков начин се ослабува македонската одбрана, дека се дадоа тенковите и авионите на Украина, дека тука се загрозува дека Македонија се инволвира во конфликтот, дека ние сме само сервилни кон НАТО, правиме тоа што НАТО ни вели. Тоа се обвинувањата во однос на поддршката што ја даваме за Украина. Видете, прво тоа што се случува во Украина не е војна помеѓу Русија и Украина. Тоа е војна помеѓу правото на независните држави да постојат и замислата на држави кои што сакаат да станат империи, не почитувајќи ги правилата на меѓународното право. И тоа директно не засега нас. Ако стане преседан поголема соседна земја да окупира воено помала соседна земја, каде е крајот? И затоа тука ние сме директно засегнати од тој принцип. Второ, ова е војна помеѓу автократи и демократи. Ние сме директно засегнати. Ние сме демократија и не сакаме утре автократиите да доминираат во светот. Трето, тука се рушат сите правила на игра. Правилата на игра ги штитат малите држави, не ги штитат големите, бидејќи големите сами ги создаваат правилата. Нас не штитат правилата. Ако правилата на Обединетите нации, на Хелсиншкиот финален акт, се рушат, безбедносната архитектура на Европа се руши. Што ќе не заштити нас како мала држава? И затоа наш директен интерес е Украина да победи во оваа војна. Ние сме на вистинската страна на историјата, плюс ние сме членка на НАТО, ние имаме обврска кон Сојузот. Ова што се случува, што рековте, дали ослабува армијата, тоа е дел од пропагандата која што има за цел да ја руши довербата кон институциите, да ја омаловажи армијата, да ги омаловажи институциите, бидејќи така најлесно граѓаните кои ја губат довербата со институциите полесно се манипулираат, бидејќи после не може да следат инструкции односно насоки од страна на институциите. Така да не треба да имаме дилема дали сме ја направиле правилната одлука и тоа од наш директен интерес, не заради само солидарност со Украина, која што е во право. Заради наш директен екзистенцијален интерес, Украина мора да победи во оваа војна и затоа ќе помогнеме на сите можни начини на Украина. Дали ќе ослаби армијата? Сигурно не. Ја видовте одлуката на Соединетите американски држави за 2 милиарди евра долари во безбедносна опрема, вклучувајќи ја и Република Северна Македонија, покрај Украина. Да, интересно ми е
Тоа што во Украина од македонските политичари бевте вие, беше председателот на собранието господин Тала Џафери. Премиерот Ковачевски, кога имаше можност да отиде, кога отидоа црногорскиот тогашен премиер и Абазовик и албанскиот Еди Рама, тој не отиде, имаше некои други обврски, па се појави онлайн. Председателот Пендаровски исто така не отишол во Украина. Јас во принцип не сакам да ги гледам работите низ етничка призма, но тука некако ова се наметнува како прашање. Постои ли некаква гледате ли некаква разлика во поддршката внатре во институциите за Украина и за она што се случува во однос на етничката припадност? Зошто само вие и господинот Тала Џафери отидовте во Украина? Видете, премиерот беше. Сега дали онлайн или физички е тоа помалку релевантно. Тоа е прашање на логистика. Добро, но дека беше на пресконференцијата со Зеленски и Рама и Абазович, тоа нема. Рама и Абазович отидоа таму. Дека има разлика некаква во нијанса кај албански и македонски политичари има заради од и јавното мнение. Кај албанците нема никаква дилема по однос на односот Русија-Украина. За жал, кај македонците не е баш така. И тоа е пред се една долгогодишна работа на пропагандата, директна и индиректна, преку прокси. Користејќи фрустрацијата што ја имаа граѓаните преку Преспанскиот договор, промената на името, одолговлекувањето на прашањето на почетокот на преговорите, и тоа Русија добро го искористи. Бидејќи, знаете, Руската Федерација не нуди ништо за регионот. Ниту може да нуди. Сте слушнали некој да оди да работи во Русија за сезонски? Или да ги носи децата на студирање таму? Или сте слушнали ли Русија да нуди некаква помош за администрацијата, за било што? Значи, не нуди. Тоа што има како инструмент е да ја користи разочараноста на граѓаните, за да таа енергија ја акумулира во некаков анти-ЕУ сентимент. И тука Европската Унија имаше криза. Криза своја, собствена, но и преку односите на Грција и Република Бугарија. И тоа они успешно тоа го искористија, за да незадоволството на граѓаните, почнувајќи од рамковниот, посебно на македонците, преку Преспанскиот и договорот со Бугарија, да го представат како антимакедонски чин. Што историјата ќе покаже дека ако некој нешто направил за овие граѓани тука, и македонци, и албанци, тоа е Вашингтон и Брисел. И било кој што тврди поинаку, нека излезе и нека се соочи со факти и со бројки. Добро, но за жал таа емоција е многу лесно манипулирана и веројатно тоа и македонските политичари ги прави повнимателни кога гледаат електорат кој што има така резервиран став по однос на ова прашање. Јас сум рекол, полесно му е на Рама да биде против Русија, затоа што има 0% русофилство во Албанија. Многу е потешко на Ковачевски, а сепак не покажа никаква дилема, што значи дека оваа политичка елита го положи тестот дека се избрани за следните генерации, а за следните избори. Ова што го правиме сега е буквално инвестиција за следните генерации. Времето ќе покаже дека е тоа. Мислите ли дека можеби тоа е причината поради која председателот Пендаровски не е отишол во Украина? Не можам да кажам дали имал прилика за такво нешто. Бидејќи со Зеленски му е ниво баш него. Јас го знам Пендаровски, често сме и заедно на состаноци. Мислам дека нема поголем евроатлантист од Пендаровски. Добро, на крај, господине Османи, Северна Македонија ќе председава со ОПСЕ во 2023 година и самата организација сега се соочува со предизвици поради војната во Украина. Украина имено бара Русија да биде исфрлена од ОПСЕ,
За сега тоа не се случува, организацијата продолжува да постои заедно со Русија, значи има предизвици и таму. Што се очекува, што очекуваме од тоа председавање да добие држава и како ќе го менеджирате процесот? Видете, прво да кажам дека ОПСЕ е најголема безбедносна регионална организација со која што се протега на 3 континента, од Ванкувер до Владивосток. Единствена организација покрај ЮН, зборам како регионална, во која што се и Соединетите американски држави и Русија, а е безбедносна организација. Формирана како конференција 75-та, кога веќе почнува да спласнува биполарниот свет и некаква комуникација да се јавува меѓу Западот и Истокот, и тоа се користи како шанса за да се формира една организација која на основа на она што се нарекува кооперативна безбедност преку соработка за да се одржи мирот во Европа. 57 земји учеснички, милиарда и 300 милиони луѓе. Ние сме станале членка 95-та, после 2 години само статус на обсервер. И сега таа земја, која што станува 95-та во таа организација, земја која што е корисник на услугите на ОПСЕ, еве сега одбележува 30 години канцеларијата на ОПСЕ, мисијата на ОПСЕ во Скопје, земјата која што е корисник на безбедности услуги, наеднаш станува контрибутор на безбедност во регионот. Таа земја станува сега председавач. Република Северна Македонија во текот на една година ќе ја раководи најголемата безбедносна организација регионална, со 57 земји учеснички, се разбира сега во тежок период. Затоа што заради војната во Украина премногу се поларизирани односите, а одлуките во ОПСЕ се носат со консензус. И тоа ја парализира организацијата, бидејќи ниедна одлука не може да се донесе, меѓутоа постојат многу инструменти кои што председавачот, во случајот министерот за надворешни работи, ќе може да ги искористи во текот на една година за да остави наследство и наш идентитет, а мислам дека имаме ние што да промовираме. Реков уште еднаш, можеби во фокусот сегашен не можеме да ги видиме тие аспекти, но ние сме успешна приказна. Ние сме функционална мултиетничка демократија, ние сме земја која што промовира култура на компромис, ние сме либерална демократија со сите аспекти и можеме тие вредности да ги промовираме во рамки на организацијата чија цел е задржување на мирот или па сега враќање на мирот. Се разбира, Украина ќе биде предизвик. Во моментот сите инструменти што ОПСЕ ги имаше во Украина се укинати, заради тоа што Москва не даде согласност, а нели е консензус донесување на одлуки, ќе мора ние да најдеме начин како да го вратиме присуството на ОПСЕ во Украина. Имаме конфликти кои што се стари конфликти, дали е тоа во Транснистрија, дали е тоа во Осетија. Се разбира, регионот е предизвик и тука треба ние да се фокусираме, бидејќи ние ја наметнуваме динамиката. Ние сме тие кои што ги наметнуваме агенда што ќе прави ОПСЕ идната година. Сега на 1 септември во Виена ги презентирав приоритетите и веќе почнуваме со сериозна подготовка. Нашата мисија во Виена е пополнета со кадар и мислам дека сме спремни да оставиме едно сериозно наследство во 2023. Господин Османи, имавме уште теми, но сепак времето е толку. Во некој нареден разговор ви благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас за можност. Ова беше министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи. Одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски.